Македонија е мало парче на земјината топка, но гигантска со историското, културното и со уметничкото наследство. Моќните цивилизации оставиле неизбришливи траги на овој простор. Зданија што се вишат кон небото, градби кои сраснале со македонската почва, блескави звезди од книжната Гутенбергова галаксија. Кога сето богатство на плотна убавина, човечка премудрост и духовна возвишеност би се опишало лаконски, би рекле само едно. Ова е раскошна книга на творечкиот самопрегор на една земја, ова се дострелите на нејзиниот народ. Ова е македонска енциклопедија. Во галеријата на личности, што со важноста ги надминуваат и просторот и времето на кои што им припаѓаат, е и дојранчанецот Христофор Жефаровиќ. Маркантно творечко име од првата половина на 18-тиот век, предвесник на природбата, широка личност со интересен животопис, писател и уметник, книгописец и зограф, мајстор на гравури и црковна везба. Како уметник, живописец и бакрописец, Христофор живее во својата галерија при Матица Српска во Нови Сад. Godine 1961. Galerija Matice Srpske u Novom Sadu je priredila prvu samostalnu izložbu Во radova 1961 година галеријата на Матица Српска во Нови Сад подготви прва самостојна изложба на делата на Христофор Жефаровиќ. koji je Изложбата опфати копии на фреските од црквата на манастирот Боџани, што ги наслика Христофор Жефаровиќ во 1737 година, потоа сите негови познати бакрорези, икони, книги издадени во бакрорез и мал број црковни везови, извезени по негов нацрт од Патриаршката ризница во Белград. Христофор Жефаровиќ живее не само во својата галерија во градот крај Дунав, туку, а можеби пред се, крај црковните камбани на Боџани. Тој чекорел пред 2,5 века спокојно во Панонскиот манастир, исто како што денес чекори сред раскошните зданија настојателот Лукијан Станулов. Манастирот Боџани, покрај Крушедолскиот, е еден од најзначајните уметнички споменици на православието северно од Дунав. Го втемелил Богдан, трговец од Далмација, со помош на Димитрија Јакшиќ и со одобрение на унгарскиот крал Матијаш во 1478 година. Денешната црква на манастирскиот комплекс е подигната во 1722 година со заложба на Михаил Темишварлијата од Сегедин. Строгата хармонична градба со големо масивно кубе и барокна камбанарија е најубавиот украс во овој дел на Војводина. Знамение на времето, знамение на историјата. Скромната надворешност при влегувањето во црквата ја заменува раскошна внатрешна декорација. Иконостасот настанал во 5-тата деценија од 18-тиот век. Резбата е од некој анонимен мајстор,
dodeka ikonopisot mu se pripisuva na zografot Jovan Vasiljević. Da bil začuvan samo ogromniот kompleks od freski vo Bođanskата crkva, bi bilo dovoljno da se kaže deka zografot je jedan od najznačajnijih majstori na svoje to vreme. Bođanski živopis je ona slikarstvo koje ima Janusova fizionomija. So jednota polovina zavrteno kontradicijata, a so drugata začekoruva vojninata. Slikarstvo to na Bođani pokažuva nov kreativen pristap na majstorotvo tretmanot na aktot i pejzažot i novo likovno tolkuvanje na formata, svetlinata na bojata. Ličnostite, prepoznatljivi biblijski akteri, likovno označuvaat raskin so beztelesniti i veke vkočaneti formi na vizantijskata zografska tradicija i prifajtjenje na moderno likovno razbiranje. Ikonografijata se razbira klasična, no Žefarović go polzuva prostorot na crkvata za da vnese odredeni novini. Za živopisot vo Bođani se veli deka go rabotel majstor, so golemom M, koji raskinao so tradicijite, bidejki, kako da bil predodreden da slika voznemireno, so nekoj primitivistički žar, čudesno da gi pretvora ikonografski te šabloni vo golemi dekorativni celini. Bojite na freskite se svetli, prozračni, sposobni da izrazat nejedna kruta slikarska predstava na vizantijski tezografi, tuku opipljiva realnost. Eve što veli za ova slikarstvo istoričarot umetnosta Leposava Šelmić. Bođansko zidno slikarstvo predstavlja jedinstvenu celinu u celokupnom opusu Hristofora Žefarovića, našeg poznatog umetnika iz sredine 18. veka. Bođansko zidno slikarstvo predstavuva jedinstvena celina vo celokupniot opus na našiot poznat umetnik od sredinata na 80. vek, Hristofor Žefarović. Ovoj umetnički živopis, kako što se veli vo natpisot na živopisot na crkvata, nastanal vo 1737. godina, na samiot početok na umetničkata karijera na Žefarović, vednaš po njegovoto doađenje vo podunavskite krajišta. Koga je vo prašanje Bođanski od živopis, treba da se naglasi deka istorijata na njegovoto proučuvanje je povrzana su imetom na Kašanin, koji prv zabeležal deka crkvata na manastir od Bođani je jedno od mestata kade što je rodeno našето moderno slikarstvo so luciden zaključok, deka najkarakterističnite kompoziciji na ovoj obimen slikarski ansambl gi izvel umetnik, što pokažuva tolku golema smisla za živite dviženja vo prostorot, čuvstvo za goloto telo i ljubav kon prirodata, što ne može da postoji somnevanje deka primer našol na zapad. Konačna reč o bođanskom slikarstvu nije izrečena i pored vrednih i cenjenih rezultata... Se ušte ne je kažan poslednji od zbor za bođansko to slikarstvo i pokrej vredniti i ceneti rezultati na pogolem broj istoričari na umetnosti i likovni kritičari. To je sosema razbiljivo zašto se raboti za jedna isključitelno predizvikuvačka slikarska celina koja povrednostite na čovečki od duh i vizionerskite poraki ja povtoruva starata vistina za trajnite vrednosti na čovekovoto delo, sposobno se opfatno da ja rezimira segašnosta na istorijski od moment i intuitivno da ja nasjeti i dninata. Sozdadeni kako proizvod nasmislena postvizantijska zapadna simbioza, bođansko to slikarstvo navesti skokovit razvoj na srpskata likovna kultura vo pravec na neizbežnata evropeizacija. Ta simbioza, kako pozitiven kvalitet go obeležuva celokupno to delo na Žefarović, a najvpečatljivo je vo bođanski od fresko ansambl. Vključuvanje na novi likovni motivi vo istočno pravoslavni od sistem na dekoracije na crkvite, koja počituva cvrsta
вкомпонираност на сцената во бордурите на порабените зидни површини. Жефарович сепак битно не отстапил од правилата утврдени во минатото. Неговата заслуга е во тоа што под плаштот на привиден традиционализам во центарот на интересирањето ставил актуелни сликарски теми со нагласена морализаторска интонација. Многумина одбележуваат дека во овој војводински манастир зографот од Дојран, Христофор Жефарович, ја испишал првата страница на модерната српска уметност. Тоа е секако точно. Колоритот, човечките фигури, компонирањето, наспроти запазените иконографски шеми, се нешто ново. Ликовите и декорот се, така да се каже, овоземни и современи, боите плотни, композициите сврзани со секојдневието. Цртежот е солиден, но не е особено сигурен и лесен. Актерите не се секогаш допадливи, иако некогаш може да бидат дури и провокативни, а боите со својата импресионистичка сила знаат да маѓепсаат со кристалната чистота. Сината и зелената доминираат во сето богатство и стануваат препознатлив белег на сликарскиот сентимент на една душа од југот. Записот на западниот зид над влезот во црквата го овековечил името на живописецот, кој како вонреден мајстор со талент ценет во православната комуна во австриската монархија, бил уважуван и баран од богатите мецени. Меѓутоа, патриархалната средина на ктиторите не дозволувала смели излети надвор од конзервативното традиционално сликарство. Жефарович не бил подготвен за компромиси и дефинитивно расчистува со навистина смелите истражувања во живописот и се завртува кон гравурата и црковната везба. И веројатно и иконописот. Осумнаесеттиот век е век на разбуден интерес кон бакрорезната графика. Богатите нарачатели од православната комуна во царството и од неослободените краишта на југот, од Македонија, Грција, Србија, Бугарија и Албанија, ги надарувале манастирите со бакрописи работени во типографиите на Австриското царство. Во своето гнездо во Виена, Христофор Жефарович го работи во 1741 година по нарачка на Арсенија IV цртежот Свети Сава со српските светители. Гравирата, на која може да се прочита дека Христофор бил настојател, а Тома Месмер сечец, е всушност мудро смислен пропаганден акт со кој се влечи лозата на немањичите. Визуелно и текстуално таа укажува на славното минато на еден народ и е знамение на отпорот против асимилацијата на србите. За нарачателите од Македонија или од граничните на неја подрачја, Жефарович работи повеќе бакрописи во кои има извонена сензибилност за синтеза на традиционалното и модерното.
Sveti Teodor Stratilat i Tiron, Sveta Bogorodica Eleusa, Sveti Naum и некои други дела покажуваат нагласена поврзаност на мајсторот-сородниот крај. Како креатор, тој во вообичаените иконографски шеми внесува богата декорација. Делата на поствизантиската уметност на еден мајстор што ликовно се оформил во ориентална Македонија, но творечки се потврдил во Европа, покажуваат оригинално обединување на древните македонско-византиски сликарски образци со идеите на барокот. Мотивот и нарачателот на еден бакропис, Свети Наум Охридски, го врзуваат и Христофор Жефарович за култовите на македонските светители кои имале широка географска распространетост. Христофор ја повторил традиционалната шема на светителот со своето житие. Околу Свети Наум се редат сцени од неговиот живот, чуда и апокривни случки. Во долниот дел од бакрописот е панорамата на манастирот со околината. Еве што вели за делото и топографската прегледност доктор Цветан Грозданов. Жефарович, извонреден познавател на македонските прилики во ова време, ги застапува во Австрија и во диецезата на Срепско-Карловачката митрополија македонските култови, бидејќи тоа го бара од него и Карловачкиот двор, но и бројната паства од Македонија преселена во Австрија заедно со србите, а исто така и со власите, православните албанци и грци епириоти, кои што барале заштита во Австрија, гонети во Турската империја поради нивната лична и економска несигурност. Христофор Жефарович, дека го познавал топографскиот распоред на Охридското езеро и на пошироката околина, најдобро покажува неговата икона Свети Наум со чудата и житието. Тамо се во една специфична распоредба поставени сите села и градови околу Охридското езеро. Во истата бакрописна техника Христофор Жефарович работи во својата келија во Виена повеќе книги, наменети на пробудениот словенски дух, стематографијата како политика, поучението како етика и описанието како географија. Стематографијата е најзначајното дело со далекосежна важност за сите словенски православни неослободени земји на Балканот. Книгата е излезена во бакрописната типографија на Тома Месмер во Виена 1741 година. Таа успеала да и се провлече на државната австријска цензура, која страхувала од будењето на словенофилството под влијание на идеите на овој општославјански зограф. Стематографијата го започнала своето благотворно дејство и ја одиграла улогата на дело со посебна културна и историска важност. Важност се разбира и за македонскиот народ. Стематографијата на Христофор Жефарович била напишана на словенски јазик и затоа била многу достапна за сите писмени, полуписмени, па дури и неписмени луѓе, бидејќи била во вид на албум, сликовница, со многу цртежи на владетели, светци и сите грбови на сите словени. Поради тоа таа побудувала и национална гордост. Таа ги истиснала псалтирите, часословците и другите слични црковни книги и станала најсаканата книга меѓу сите јужни Словени. Во стематографијата на Жефарович, македонскиот грб го има 3 пати. Од многобројните дела на најраниот македонски преродбеник и хералдичар,
Најважно негово дело секако представува неговата стематографија, која во 18 век била најбарана книга не само меѓу јужните Словени, туку и меѓу словените воопшто. Од неја земале грбови многу јужни Словени и побудувала гордост не само кај јужните Словени, туку и кај западните и источните Словени. Стематографијата има воведен текст, портрети, ликови на светители и важни историски личности и грбови придружени со енигматски текстови. Индикативно е секако што посебно место во книгата добиваат македонските светители, чиј култ не бил непознат и во подунавските земји. Еве што во еден поширок контекст значи нивната појава во делото на Христофор Жефаровиќ. Интересот на Христофор Жефаровиќ кон светителите и култовите од Македонија и пошироко од Охридската архиепископија се огледа во фактот што тој од 26 представи поединачни фигури во својата стематографија поместува и 8 ликови на светителите од Охрид и пошироката околина. Што се однесува до ликовите во стематографијата, да ги упознаеме кои се тие. Пред се, тоа се словенските учители Методи, Климент и Наум. Тука се поместени и ликовите на братот на цар Самуил, Давид, кој што се појавува како светец, потоа Охридскиот архиепископ и житиеписец на Климента Теофилакт Охридски, а во исто време тука е и бератскиот маченик Никодим, канонизиран во почетокот на 18 век. Меѓу овие светители се појавува и зетот на цар Самуил, зетскиот кнез Јован Владимир, чиј што култ е многу проширен во регионот на Охридското езеро, до Корча и Елбасан. Но исто така тој се наоѓа и во јужните црногорски краеви. Уште една книга се приопштува кон опусот на Жефаровиќ, описанието на светиот Божи град Ерусалим. Излезена најверојатно како и другите книги од типографијата на Тома Месмер, таа е изработена по углед на слични книги што кружеле тоа време по светата земја. Всушност, улогата на Жефаровиќ во настанокот на оваа книга е сведена на минимум, бидејќи ерусалимскиот архимандрит Симеон му ја дал конечната редакција на описанието на аџијата Христофор. Така, оваа книга се јавува како нарачка при која Жефаровиќ на извесен начин бил хендикепиран со ограничувањата што му ги наложил нарачателот, кој му доставил мошне слаби цртежи и шаблонски текстови. Книгата Поучение светителско е произлегла од трудов Христофора Жефаровиќа во Виена една година по појавата на стематографијата. Куса и сугестивна етика. Илустративниот дел ги дава 7 гревови и нивниот опозит добрестите. Од коренот, со гревот, води стебло со 5 листови на 2 страни и со појасненија за гревот. На врвот е доблеста со круна кон која мора да се стреми секој христијанин. Жефаровиќ илустрирал со пластичен јазик на уметноста една етичка порака која во себе содржи исто толку убавина како и ликовно-естетското дело на овој мајстор од Доиран. Книгите на Жефаровиќ се скапоценост на библиотечните ризници. Гравурите и мајсторските дела на иконописот ги красат галериите, меморијалниот музеј во конаците на манастирот Боѓани и во галеријата на Матица Српска. Фреските пак значат нешто повеќе од декорација на една црква. Имено, целокупниот опус на дојранчанецот Христофор Жефаровиќ, на општославјанскиот илирически зограф
mu pripaѓа и на времето во кое живее Христофор и на надоаѓачкото. Следејќи го неговиот богат и разновиден опус, распрснат на еден поширок европски простор, пред нас испакнува импресивна личност, интересна со биографијата, со немирниот интелект, способна за смели синтези на древните традиции и модерните стремежи. Предвесникот на македонската преродба, како зоограф и гравер, мисловно и припаѓа на Европа. Тој е оној творец кој меѓу првите посегнува кон новото и го подига мостот што го поврзува минатото и идното. Широкиот спектар на сликарски и бакрописни дела, проткаени со традиционална спиритуалност и едновремено со духот на модерното, им припаѓа еднакво и на Македонија, и на Балканот, и на Европа.